Американските медиуми јавуваат дека председателот Доналд Трамп му открил многу доверливи информации на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров за време на нивната средба во Вашингтон во минатата недела. Белата куќа веднаш ги отфрли обвинувањата кои беа објавени од Reuters, Вашингтон Пост и други медиуми и кои ја разбранува американската политичка сцена. Советникот за национална безбедност генерал H.R. Макмастер изјави: The story that came out tonight, as reported, is false. The President and the Foreign Minister reviewed a range of common threats to our two countries, including threats to civil aviation. At no time were intelligence sources or methods discussed. And the President did not disclose any military operations that were not already publicly known. Со ист деман се јави американскиот државен секретар Рекс Тилерсон. Медиумите пак, цитирајќи анонимен извор, јавија дека Трамп на состанокот со Лавров и со рускиот амбасадор Сергеј Кисљак соопштил многу чувствителна разузнавачка информација во врска со заканата од Исламската држава, поврзана со употреба на лаптоп компјутери во авионите. Изворот наведува дека еден од највознемирувачките аспекти на разузнавачкиот податок било тоа што Ал-Каеда огранокот во Јемен открил како да се произведе толку тенок експлозив што може да биде вметнат во внатрешноста на лаптоп компјутер кој тешко може да биде открен. Според наводите станува збор за врвна тајна информација која била обезбедена од американски сојузник во борбата против Исламската држава и затоа не требало да биде соопштена на состанокот со Лавров. Демократите и некои републиканци во Конгресот ваквиот потек на Трамп го оценија како опасен и несовесен. Републиканскиот сенатор од Аризона Џон Мекен изјави дека треба да се истражи што навистина се случило. We just have an initial report, so it's very difficult to comment until we get all the facts. Демократскиот сенатор Марк Ворнер пак оцени дека доколку обвинувањата се покажат за вистините, тогаш тоа би било шлаканица за американската разузнавачка заедница.